Добродојде Диме во магичниот град, градот на водата. Драго ми е што сте мои гости и се надевам оваа прошетка ќе ви се допадне и ќе има што да понесете со вас во Македонија. Нашето венецијанско патешествие продолжува на волшебниот остров Мурано, познат во светот по својата вековна традиција на производство на мурано стакло, едно од најдобрите во светот. Заедно се впуштаме во срцето на оваа занечиска енклава, каде мајсторите им вдахнуваат живот на стопените стакла, преобразувајќи ги во извонредни уметнички дела. А нам топло добре дојде во Венеција ни посака некогаш добро познатото медиумско лице од ТВ екраните кај нас, колешката Оливера Јовановска. Поречи си 2 децении и судбината повторно не спојува со Оливера, првиот пат преку екраните, а сега и лично. Како велат, еднаш новинар, цел живот новинар. Едноставно не можете да избегате на оваа професија. Заедно тргнуваме во една мини експедиција за да ги откриеме чудесните мистерии на градот во лагуната и нормално со Оливера како наш упатен водич и домаќин. Оливера Јовановска повеќе од 17 години живее и работи во Венеција и можам да кажам со сигурност дека е вистински македонски амбасадор во Италија. Во очите на Оливера Венеција не е само град, Венеција е жив ентитет кој дише и има своја душа. И се додека има приказни што треба да се раскажат и тајни кои треба да се откријат, Оливера ќе биде тука обезбедувајќи го духот на Венеција да опстои што подолго во срцата на патниците намерници. Токму во 13 век венецијанските власти одлучиле градските стаклари да се преселат во Мурано. Оваа одлука била донесена со цел да се спречи ризикот од пожари, предизвикани од стаклените печки, кои представувале значителна закана за дрвените структури на густо населениот центар на Венеција. Од тогаш венецијанските стаклари почнале да ги усовршуваат своите техники и да иновираат нови методи за работа со стакло. Низ вековите Мурано станал синоним за маестралност во производството на стакло, привлекувајќи вешти занаечи и чираци од цела Европа, каде можеле да учат од врвните мајстори. Мурано стаклото исто така ќе одигра значајна улога во дипломатските и економските односи на Венеција со другите држави. Република Венеција строго го контролирала производството и дистрибуција на мурано стаклото, користејќи го како вредна стока за трговија со другите народи и се разбира како вредни подароци за странските достоинственици. Денес мурано стаклото продолжува да биде барано од колекционерите и ентузијастите ширум светот, а островот останува дом на бројни фабрики и работилници за стакло, каде занаечиите ги продолжуваат вековните традиции на нивните предци, денес експериментирајќи со модерни иновации. Оливера, се наоѓаме на едно многу интересно место, кое што наликува на Венеција, но не е Венеција. Се наоѓаме во близина на Венеција, а тоа е островот Мурано. На што те асоцира островот Мурано, вака кој ќе го чуеш името? Па Мурано мене можеби ми е најубавото место од така наречената Венеција, од таа композиција. Значи е остров сам за себе. Можам да кажам дека ме подсетува на Охрид, затоа што Охрид е за мене бегање од тој секојдневен динамичен живот, место кое што нуди, кое што е богато со историја, не дека Венеција не е, меѓутоа во Венеција имаме премногу туристи, имаме премногу луѓе, имаме премногу случувања, а Мурано е мал, е компактен, има што да се види, нуди различност, значи разликата е во фабриките на обработка на мурано стаклото, производите што они ги прават целокупната креација. Има ли Оливера дома мурано стакло? Да, мора, да, како да ме прашаш охридски бисер, секако, сега во моментот ги немам, меѓутоа, да, повеќе парчиња. Значи тоа е она што туристите генерално доаѓаат на островот за да купат стакло или пак да си понесат и за да нарачат, доколку ги видите лустерите, значи осветлувањето, домашното осветлување, има такви креации кои што се нарачуваат директно од Мурано за да стигнат до вашиот дом. Оливера, Венеција, па со сигурност можеме да кажеме дека е еден од најрепрезентативните
културни простори кои што ги нуди Италија, несомнено град кој што буди навистина една голема енергија кај сите оние кои ќе се одлучат да ја посетат. Какво е чувството твое кога ќе зачекориш во Венеција помеѓу тие улички, тие канали и така натаму, таа вековна напластена историја? Јас сум заљубеник во Венеција, значи до Сан Марко треба да дојдете со затворени очи и кога ќе ги отворите очите, значи да ја доживеете. Јас така го доживеав Сан Марко, по тесните улички да се најдам во најубавиот светски, еден од најубавите светски салони на отворено. Меѓутоа Венеција не само што е еден од најубавите светски градови однатвор, значи треба и од внатре да се види. Нејзината убавина е уникатна, те остава без див, ти отвара нови ментални видици и за мене е постојано освојување на нешто ново во Венеција сите овие 17 години. Значи до ден денеска се воодушевувам, па како јас ова до сега не го видов, како не знаев за ова, па дури историски податоци, што јас многу не им обрнувам внимание, меѓутоа во одредени прилики имаат вредност и стварно треба човек да ги знае и да ги види. Обично луѓето кои што доаѓаат и патуваат во Венеција велат дека и кои што ја работат практично Венеција велат дека е апсолутно невозможно во еден животен век да се совлада сета историја која што ја нуди градот и целата таа култура, вклучувајќи го и карневалот. За време на карневалот е фасцинантна. Јас сум била на 3 приватни забави, затоа што забавите во принцип се приватни, со карти, значи или со покана. Значи за 17 години јас се чувствувам богата што сум имала прилика да ги видам тие карневалски забави, што се прослави, што се различни. Значи која била со вечера и со бал, која била значи со диџеј и со музика, односно со жива музика, мислам. И другото, тоа што ме фасцинира за време на венецијанскиот карневал е светот однадвор. Значи како Венеција се трансформира и успева да го долови тој дух на скоро наполни 1500 години постоење.